Тоа беше се што ви подготвивме за понеделничкото издание на вестите. Следете ни на kanal8.mk. Вести на Канал 8, добар ден. Проект на активност мешана патрола спроведоа инспекторите во саботата навечер. Полицијата и родителите во обиколка на најпосетуваните места за ноќна забава на малолетниците. Младите беа изненадени од посетата, но активноста помина без проблеми и ги даде очекуваните резултати. Мешана патрола на полициски службеници, инспектори, родители од Совет на родители од средните училишта, градоначалникот Димитровски и председателот на Советот, како и представници од Центарот за социјални работи и директорите на средните училишта, во акцијата што ја спроведоа во саботата навечер од 21 до 3 часот по полноќ. Освен кафулињата и дискотеката, ги посетија и дел од најпознатите собиралишта на младите во вечерните часови. Освен неколку опомени на малолетници за конзумирање алкохол, акцијата ги даде очекуваните резултати. Полициските инспектори им укажаа на младите за тоа што смеат, а што не смеат да прават. Оваа активност има превентивен карактер, значи не е целта да постапуваме репресивно на теренот, туку само да укажеме на малолетниците доколку приметиме одредено девијантно и асоцијално однесување од нивна страна, да им кажеме за последиците, а истото тоа ќе го сториме и на угостителите кои што евентуално би направиле некој прекашок. Во општина Кочани не се толку многу застапени користењата на опојни дроги, меѓутоа овој тренд е се поголем кон младата популација и со сите сили треба сите да се заложиме за искоренување на оваа лоша појава. Мислам дека и оваа активност ќе биде во тој дел да видиме да знаат и малолетниците дека сите заеднички ќе се обидеме да се бориме против ваквите пороци. Локалната самоуправа ја поддржа активноста на полицијата и излезе на терен со нив. Се она што сето она што е потребно да го дадеме, ќе го дадеме да ги воспитаме нашите најмлади сограѓани. Знаеме дека младите се воспитуваат најпрво во домот, понатаму во училиштето, во центрите за социјални работи, меѓутоа тука и полицијата да на еден и превентивен и репресивен начин ги колку толку следи оние активности кои што ги имаат нашите најмлади сограѓани. Сена се ја поздравуваме оваа акција и ја поддржуваме во целост. Родителите задоволни од превентивните мерки на полицијата, а надлежните служби ќе продолжат со ваквиот начин на превенирање на евентуалните девијантни појави кај малолетниците. Целта на овој проект е да се промовира и зголеми квалитетот на односот меѓу полицијата и граѓаните и да се подигне нивото на свеста на родителите за потенцијалните ризици и опасности врз малолетниците при нивното дружење во вечерните часови, во смисла на употребата на алкохол или евентуални полесни дроги. На состанокот во полициската станица беше истакната важноста и улогата на родителите врз однесување на младите, затоа што домашното воспитување е клучно за евентуалните девијантни појави меѓу младите. По извршената патрола беше направена анализа на проектната активност и заеднички се договорија дека со вакви активности ќе продолжат и по отпочнување на учебната година. Состојбата со заразната жолтица во Кочани е под контрола. Нема ниту една пријава на заразен од оваа болест, информираат од Центарот за јавно здравје, од каде ги преземаат сите мерки за заштита од жолтицата. Во тек е вршење дезинфекција и дератизација во училиштата во градот Кочани и другите градови што ги покрива Центарот за јавно здравје: Виница, Берово, Пехчево, Македонска Каменица, Чешиново, Облешево и Зрновци. Центарот за јавно здравје 2 пати годишно за време на летниот и зимскиот одмор на учениците врши дезинфекција на училиштата. Тоа се општи мерки за одржување на хигиената,
се дават совети на населението, јас ќе искористам можноста да дадам уште еден совет, значи одржување на хигиената, миење на лошите и зеленчукот и одржување на хигиената на рацете, како многу битна мерка за заштита од хепатитис А. Пред почетокот на школската година, секоја година се извршува превентивна дезинфекција во училиштето, значи и во оваа година истото се спроведува на потрачите на целиот регион што го покрива Центар за јавно здравје Кочани, а исто така и санитарните прегледи на вработените се во тек. Инаку дезинфекцијата, дезинсекцијата и дерадизацијата во основните и средните училишта е согласно Законот за заштита на населението од заразни болести. И училиштата преземаат засилени мерки за заштита. Го користат летниот распуст за темелно чистење на училишните простории. Стандардно, како и секоја година, се вршат потребните подготовки, почнувајќи од хигиена, значи се прават генералки на сите училишни и помошни простории, се доредуват училниците, нешто ко претходно недостасувало, вид на завеси, оштетени плочки, санитари и слично. Во делот на наставата се прават подготовки, значи веќе си прави распоред прелиминарен на часови, се врши поделба на часовите, се прават подготовки за изработка на годишни планови, на распределенија и слично. Освен дезинсекцијата, во тек се и здравствените прегледи на вработените во училиштата, кои што Центарот за јавно здравје ги спроведува секоја година. Се вршат прегледи на професорите, како и на останатите вработени во училиштето, со цел да се испита и провери нивната здравствена состојба. 16 нови ученици се пријавиле за упис во средното општинско училиште Гошо Викентиев на последниот ден од вториот уписен рок. Согласно конкурсот и бодовите во ова училиште примени се 151 ученик, што ги исполнуваат условите и поените. Со намалување на бодовите за примање, бројката на новозапишени ученици ќе се зголеми. На последниот ден за уписи во средно во училиштето Гошо Викентиев се пријавиле вкупно 16 нови ученици. Од 180 пријавени ученици во јунскиот уписен рок во двете пријавувања согласно конкурсот и бодовите, примени се 151 ученик, што ги исполнуваат условите и поените. До 408 колку што може да прими училиштето, слободни места остануваат повеќе од половина, уште 257. Со намалување на бодовите за примање од училиштето се надеваат на зголемување на бројката на запишани ученици. Во денешниот ден до сега има пријавено негде 16 ученика нови. При тоа можеме да кажем дека сме задоволни од одзивот на учениците кои што покажуваат интерес за нашиот центар. Се надеваме до крајот да покажат уште повеќе интерес и во суштина да ги формираме паралелките оние кои што ни се зацртани според огласот кој што ни е одобрен од Министерство за образование и наука. Огласот ќе биде отворен и понатаму, значи според условите на конкурсот, ако ги исполнуваат условите, ќе бидат запишани, значи кај нас ќе биде отворено до почетокот на учебната година. Во одредени струки ќе побараме да бидат намалени бодовите, за да можеме да ги вклучиме и оние ученици кои што не ги исполнуваат условите да бидат запишани во нашето училиште. Од училиштето истакнуваат дека се уште има слободни места на одредени профили, кај некои профили по едно или две слободни места, каде што се бараат повеќе бодови, додека во машинската струка и во занимањата од тригодишното образование има повеќе слободни места. Иако рокот за пријавување во средно истекува, сепак училишните врати се уште се отворени за оние ученици кои од оправдани причини не можеле да се запишат во предвидениот рок за пријавување. Во гимназијата Љупчо Сантов на последниот ден од вториот уписен рок се пријавија 4 нови ученици. Согласно конкурсот и бодовите во ова училиште примени се 144 ученици, што ги исполнуваат условите. Со намалување на бодовите за примање, бројката на новозапишени ученици и тука ќе се зголеми. 4 ученици се пријавиле во гимназијата Љупчо Сантов за упис во средно образование на последниот ден од вториот уписен рок. Во ова училиште од 180 пријавени ученици, условите ги исполниле 144. Тоа значи дека толкава бројка ученици се примени во првиот уписен рок. Со намалување на поените за запишување од страна на Министерството за образование и наука и од ова училиште се надеваат на запишување нови ученици и зголемување на бројката.
Тука засега остануваат слободни 128 места, бидејќи училиштето годинава може да прими 272 ученици. Денес имаме пријавено 4 нови ученика и се надеваме дека до крајот на денот ќе имаме уште неколку. Знаете дека по завршувањето на овој втор уписен рок за учениците во средните училишта до 1 септември, односно од 1 до 15 септември, согласно Законот за задолжително средно образование, сите училишта ќе ги примат сите заинтересирани ученици. Новина е што во оваа година училиштата имаат обврска да побараат дозвола од Министерството за образование и наука за да ги запишат учениците кои што не спаѓаат во квотите предвидени со првиот, односно вториот уписен рок. Се надеваме дека во текот до крајот на седмицата ќе формираме паралелките и на 1 септември спремни, подготвени ќе ги пречекаме и новите и учениците кои што веќе били ученици во средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Ние имавме примено, согласно критериумите за првиот, односно вториот уписен рок, 144, сега се пријавени 4, до крајот на денот ќе бидат обработени податоците, а се надеваме дека сите пријавени, бројка околу, мислам дека е близко до 200, ќе бидат офатени во ќе бидат примени во средното општинско училиште Лјупчо Сантов и ќе можеме да ги формираме паралелките. И од ово училиште истакнуваат дека, иако рокот за пријавување во средно истекува, училиштето е отворено за учениците кои досега не се пријавиле за продолжување на своето образование. Манифестацијата Топол културен бран, која ја организира Министерството за култура, продолжува во неколку општини во текот на оваа седмица. Општините Пробиштип, Неготино, Кривогаштани и Кочани ја отвораат оваа недела со богат блок културни настани. Истиот ден во општина Пробиштип со почеток во 20 часот на платото пред Домот на културата ќе се одржи вечер на музика, уметност и мода со настап на етно-џез трио од Кочани и балетското студио Диви Рози од Пробиштип. Во вторник 26 август со почеток во 20 часот во музеот Теракота во Виница ќе биде промовиран стрипот Personal Futurism Public Politics, чиј приредувач е Иванка Апостолова. Стрип албумот е отпечатен на англиски јазик. Воведниот текст го напиша Иванка Апостолова, антрополог и уметник. Албумот е создаден во соработка со повеќе реномирани стриповски автори и визуелни уметници од Македонија, Италија, Руманија, Словенија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина. Голем црковно-народен собир се организира на манастирот посветен на празникот Успение на Пресвета Богородица в среда навечер. Од црковниот одбор на манастирот ги повикуваат сите православни верници да бидат дел од собирот што ќе се одржи на манастирот посветен на Мајката Божја што се наоѓа помеѓу селата Кучечино и Теранци од левата страна на реката Брегалница. Се и оди освен љубовта. За Канал 8 признава Ана Николик, која во петокот вечерта ја наполни дискотеката Аква. Заедно со неја пееја и низините фанови. Обожавателите на атрактивната пејачка ја наполнија дискотеката во петокот вечерта кога Ана Николик гостуваше во Аква. Николик откако ги отпеа незините познати хитови од последниот албум $1 000 000, во останатото време предвидено за настап на сцената пееше и познати песни од други пејачи. Како и да е, незините фанови уживаа во провокативниот настап на пејачката и пееја заедно со неа. Николик за Канал 8 вели дека се и оди освен љубовта. Љубовта не ми оди во последно време, можеби затоа што сум сконцентрирана на кариерата и немам време за љубов, но не значи дека така ќе биде и понатаму. Повеќето од жените имаат проблем со тежината, па со вишок од килограми се бори и Николик, која признава дека мора да смали некое килце. Мојата конституција е таква што секој килограм ми се познава посебно на лицето, но и секаде по телото. Сакам да јадам и леп, но и се друго, и затоа веднаш добивам некој килограм повеќе, но морам да најдам некоја средина.
За Канал 8 Николик открива повеќе детали како за професионалниот, така и за својот приватен живот. Разговорот во целост со популарната